ВМРО ДПМН денеска преку прес изнесува нови детали за случајот со берберот на Заев и ургенциите направени за да се дојде до проектите. Социјалдемократите од друга страна го таргетираат Тошковски и неговата гордост, командирот кој пукаше и заврши со суспензија. Грантот од Еразмус Плюс на фамозната фризерница првенствено бил одбиен, па Димова ургирала и го преиначилево одобрен. Преку свиркачи добивме информација за која СДС и Димова треба да одговорат, а тоа е дека еден од проектите на фризерницата која има добиено 270.000 евра преку Еразмус Плюс бил првенствено одбиен, па потоа одобрен. Дали е точна информацијата дека раководителката на одделението за буџетска контрола во Еразмус Плюс, Маја Колекеска, вработена од страна на Лидија Димова, лично интервенирала за овој проект? Командирот на полициската станица во Ропотово, кој пукаше со калашников и беше суспендиран и со кривична пријава, Тошковски го врати повторно да биде командир во Ропотово. Прашањето е зошто? Денеска го гледаме командирот што пукаше како гордо позира токму со неговиот пулен, Панче Тошковски. Зошто го нема да одржи некоја пресконференција, да го повика на одговорност Панче Тошковски? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.